Повеќе од 500 организации од 50 европски држави учествуваат во активностите на Европската недела за тестирање, чија цел е преку обединета акција да се зголеми свеста за придобивките од ХИВ тестирањето, што се ќе овозможи на повеќе луѓе да добијат информации за превенцијата од ХИВ, да го дознаат својот ХИВ статус и да им биде возможен пристап до терапија, грижа и поддршка. Волонтерите на ХЕРА, како дел од промотивните активности во рамките на Европската недела на ХИВ тестирање, ќе дистрибуираат и информативни материјали и бесплатни кондоми на секаде низ земјава. Достапна и мобилна апликација ХИВ тест на Google Play што овозможува информации за ХИВ и најблиската локација каде можат бесплатно да се направи ХИВ тестирањето, но истовремено и советување. Се претпоставува дека најмалку едно од 3 лица што живеат со ХИВ во Европа не се свесни за својот ХИВ статус. Официјалните бројки говорат дека 2,5 милиони луѓе во Европа се ХИВ позитивни. Половина од луѓето што живеат со ХИВ се диагностицирани, доцна со што се доцни со пристапот до терапија, грижата и поддршката. Овие статистички податоци укажуваат дека треба да се направи повеќе да се охрабрат поединци да направат ХИВ тест, како и да се подобри пристапот до ХИВ тестирањето за сите. Велат од ХЕРА. Последните наоди даваат поддршка за започнување на третман веднаш после диагнозата на ХИВ инфекцијата, со што се штити здравјето на луѓето. Денес, достапната терапија значи дека луѓето со ХИВ може да живеат долг и квалитетен живот, доколку се диагностицирани навремено. Луѓето што живеат со ХИВ имаат различни изедначени животни векови со лицата кои немаат ХИВ, доколку добивале навремене третмани. Терапијата за ХИВ истовремено е едно од најефективните средства за превенција за ХИВ, која значително е намалува веројатноста за понатамошен пренос на ХИВ, потенцира денеска од ХЕРА.